Врз основа на член 37 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина на 8.11.2022 во 10 часот. Констатирам дека имаме потребен кворум за работа. Го предлагам следниот дневен ред. Една точка е, точка број 1, програма за измена и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Христијан е представник од оделението за урбанизам. Ќе ни образложи точката. Повели, Христијан. Добар ден на сите. Значи, вакви измени се правени во неколку наврати, како ни пристигнуваат иницијативи од заинтересирани физички и правни лица, како се одобруваат на Комисијата за урбанизам, така и ги доставуваме до Советот за проширување на програмата. Овие, значи, се во моментот имаме 6 точки за проширување во програмата. Првата е урбанистички проект за изработка за изградба на нови 0,4 киловолтни кабелски вод и изградба на нова КВТС трафостаница Крклино 2. Втората точка е УП за уредување на земјиште со намена Е1.13 површински соларни фотоволтаични електрани на КП 111 КО Горна Оризари. Трето, урбанистички проект во нов урбанистички план за изработка за уредување на земјиште со намена А43 викенд куќи на КП 2100 КО Крклино. Четврта, УП во нов урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 фотоволтаична електрана на КП 287 КО Битола 5. Пета точка, УП во нов урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена А46 кампови со бунгалови на КП 602/7 КО Братиндол, општина Битола. И последна точка, 30 УП со план за препарцелација за спојување на две градежни парцели ГБ6 и 61 на КП 16792 КО Битола. Значи, овие се во целост финансирани, овие поставки ќе бидат во целост финансирани од заинтересираните физички и правни лица. Тоа е тоа. Благодарам. Повелете, колеги, прашања. Колега Илиевски, повели. Благодарам. Сакам да прашам кои се имињата на фирмите, на лицата и така натаму. Значи, претходно имаме, не знам дали вие бевте представник од службите, претходно врвевме ваква некоја она. Интересира заради транспарентноста и јавноста кои се имињата. Јас како советник ги добиам имињата, меѓутоа сакам и граѓаните да знаат. Благодарам. Благодарам. Ако може да ги добиеме. Да ги добиеме сите на мејл. Ако може, да, до сите советници. Тие и пратени по катастарски кои се да. Да, и претходно било пракса, како што каже колегата, значи на мејл до сите советници. Најдобро е да сите да знаеме, да бидеме информирани. Повелете други. Повели, колега. Само не се сомневаме во постапка и така натаму, значи заради транспарентноста и слично. Јасно. Се сложи. Повели, колега Бајковски. Кога ќе идат ваквите иницијативи, да не бидат во една точка на дневен ред, односно требаше сите барања да бидат одделни точки, бидејќи вака иди дека се гласа групно за сите. Тоа е првата забелешка. Исто така како што побари колегата Илиевски, инвеститорите, со цел јавноста да биде запозната, имам прашање за последната точка. Урбанистички план со план за препарцелизација за спојување на две градежни парцели. Што точно значи ова? Значи, во тој дел постои градежна парцела, таму е една катастарска парцела во суштина, меѓутоа со детални урбанистички план се предвидени две градежни парцели, иако е физички една, и инвеститорот за реализација на економска исплатливост, препоставувам, и за реализација на детални урбанистички план, има поднесено барање за спојување на двете градежни парцели во една градежна парцела. И однос на точките, пак ќе речам јас како предлог,
од градоначалник, мислам е пуштен како еден документ е пуштено, меѓутоа доколку нема проблем и да се гласаат поединечно како точки да ги поставите. Сега не знам тоа што значи процедурално. Да. И за точката 3, урбанистички план вон уфатен урбанистички план за уредување на земјиште со намена А43 викенд куќа на КП 2700. И што значи ова? Таму сега нема викенд куќа или како? Значи таму знаеме дека за КО Кркливно не постојат општи акти, ниту некаква урбанистичка документација во тој реон и поради тоа луѓето се приморани да барат решение со изработка на урбанистички проект во нов урбанистички план. Се надеваме дека за брзо ќе се отпочнат и изработат тие урбанистички планови за село, да може сите села да имаат било каков некаков развој, иден развој. Исто ме интересира колку сега имаме на 6 точки да бидат прифатени овие иницијативи. Колку во делението за урбанизам има иницијативи пристигнато и како е стигнато до овие 6 само да бидат предложени сега? Значи, во тој дел досега во делението, мислам за спроведување, пошто овие урбанистички проекти идат во тоа деление, имаме околу 53 иницијативи пристигнати, досега зборам од кој е отпочната примена на овој закон. А од тие, сега не знам колку точно, мислам нека околу 20 се прифатени, имат стигнато до некоја точка на разгледување на ова ниво. Нема микрофон кај Бојан. Значи вака. Колку иницијативи се досега пристигнати, колку се прифатени, кои не се прифатени? Листа, значи. Второ прашање. Колку иницијативи се пристигнати за препарциализација согласно точка 6? Тоа е. Добро. Добро, благодарам. И јас го делам истото мислење со колегата Бојковски, дека овие сите иницијативи требаше да бидат одделни точки на дневниот ред со цел поголема транспарентност, поголема запознаеност и нормално во изјаснувањето на сите советници да знаеме секој, така да се изјасни по секоја точка и да знае за што гласа. Вака широко програма за измени и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови, мислам дека не е во ред. И си земам обврска, еве, зутре на седница на совет, јас да ги предложам како дополнување на дневниот ред, доколку се согласат нормално координаторите на советничките групи, доколку го прифатиме тој дневен ред, да се изјасниме сите поединечно по сите точки. Добро, други прашања. Повелете. На дополнување само, може така, како Комисија за урбанизам, али во текот на денешниот ден да ги добиеме сите како одделни, а утре ти предложих. Да, Христијан, значи денес како одделни, како материјали. Со се што побара колегата Менде, значи за секоја точка, а утре ние ќе си земеме обврска, па са нормално, советот ќе одлучи дали ќе ги прифати така. Повелете. Исто, значи, за утре на седница на совет, овие што беа две прашања што ги имав поставено, да бидат одговорени од службите, имат цел ден денес да ги одговарат. Толку не бидат одговорени прашањата и не бидат доставени, ние овие точки нема да ги гласаме. Не е намерата да се кочиме, работата е да почнеме да работиме. Фала. Се слажуваме и транспарентно да работиме пред се. Добро, други прашања?
Доколку нема, ви благодарам за присуството. Времениот ред е исцрпен. Мислам дека нема потреба или да гласаме падната точка. Мислам дека да, нема потреба од гласање, ќе се изјасниме утре на седница. Да. Бидејќи како? Фактички сите ги прифаќаме. И утре ни треба да гласаме поделно. Нема потреба да гласаме денес. Не, ама мора да гласаме по тачката, мора да заврши комисијата со гласање. Да. Добро, ве молам да гласаме, да. Повелете, да. Вака сега, пошто две комисии за урбанизам работат, имаме една комисија за урбанистички планови и една за урбанистички проекти. Значи, урбанистичките планови се едно ниво на планирање, урбанистичките проекти се друго ниво на планирање. Јас сакам да надополнам ова што колегата Бојковски сакаше, да ни бидат доставени листите. Кои се иницијативите за урбанистичките планови посебно и кои се иницијативите за урбанистичките проекти, согласно сите 6 видови урбанистички проекти кои можат да се изработат. Спојување на парцели, надвор од градежен уфат, тие се 6 категории. По категории да ни бидат поделени за да може да ни биде јасно, затоа што мене ми е јасно согласно закон, ама сакам да му биде јасно на сите колеги, сите согласно категории да бидат поделени. Значи, прво двете категории, Кристијан би те замолила, урбанистички планови и урбанистички проекти, ќе ги замолиш од одделението за донесување на урбанистички планови и таа комисија, знам дека не си член таму, да изготват таков извештај и посебно вашата комисија за изработка на урбанистички проекти со точна дата на доставување на иницијатива и чекорите до кај се стигнати постапките во текот на претходната година. Благодарам. Добро, благодарам. Повели Христо. Значи, во делот на другата комисија што е за донесување на урбанистички планови, таму не можам јас да влијам и да дат одговори на овие прашања, ќе мора да си побарате на писмено да ви дадат одговор. Во делот на Да влезе во запис. комисијата за спроведување, значи овие два типа што се на урбанистички проекти надвор од офати со план за препарцелација, како информации ќе гледам да бидат доставени. Добро, благодарам. Значи, Катерина, те молам во записник да влези барањето на колешката и да ги известиш од другото одделение, бидејќи Христијан не е член таму. Во секој случај ќе мора да се изјасниме со гласање по точката, така да точката број 1 програма за измена и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битово за 2022 ставам на гласање. Кој е за? 2 за, 3 за. Добро. Со тоа затворам седницата за комисијата за урбанизам. Ви благодарам.